Во фотофинишот на референдумскиот процес за наблюдувачите на цивил е многу важно уште еднаш да прочитаат и да се придржуваат најстрого кон кодексот на наблюдувачите, кон повелбата што ја потпишаа на семинарите на цивил и се разбира да се придржуваат кон изборниот законник. Постојат правила кои ние не смееме да ги заобиколиме во ниеден момент. Наблюдувачите на цивил се пријателки и пријатели на овој процес. Тие се соработници, тие треба да го поддржат процесот и секако да бидат неутрални, непристрасни, објективни наблюдувачи на овој процес. Правото на глас е најважно во овој процес, како и во секој друг изборен процес, и тоа е нешто што ние како Организација за човекови права и слободи го браниме и се обидуваме да го застапиме во најдобра можна форма. Наблюдувачите на цивил се насекаде из Македонија, тие имаат прецизни упатства за тоа како и што треба да наблюдуваат. Во нивниот фокус се разбира институциите, избирачките одбори, како и сите оние структури кои на денот на гласањето може да се обидат да го попречат гласањето или да извршат било каква нерегуларност. Тоа е потребно веднаш да го нотираат и да го пријават во прес-центарот, прес и аналитичкиот центар на Цивил во Скопје. Цивил ќе биде во постојана комуникација со сите граѓанки и граѓани, со институциите, со релевантните институции, а се разбира и со Државната изборна комисија во текот на целиот ден на гласањето. По завршувањето на гласањето во 19 часот Цивил ќе отвори дебата, ќе покани експерти, ќе покани представници од своите мониторинг тимови и во живо ќе пренесува панел дискусии кои ќе го оценат изборниот ден, референдумскиот ден и ќе се обидат да придонесат кон разбирање на она што се случуваше во текот на денот. Се разбира, во текот на денот, почнувајќи од 6 часот наутро, па се до полноќ, Цивил ќе го мониторира и ќе го раководи овој процес од својот прес и аналитички центар во хотел Сити Парк и од таму ќе издава соопштенија и ќе држи пресконференции во текот на целиот ден. Очекувам дека на планот ќе бидат пресконференции во 10 часот, а потоа на секои 2 часа ќе се вклучуваме во живо од 12 па натаму до затворањето на избирачките места, односно гласачките кутии. Тоа што е многу важно во овој момент е граѓанките и граѓаните да бидат отворени во комуникацијата со Цивил и без никакви двоумења да се јават во организацијата во која имаат доверба и да ги пријават нерегуларностите, притисоците и заканите. Тоа можат да го направат и по телефон, но исто така и на веб страницата slobodniizbori.info. Но се разбира можат да дојдат и лично во хотел Сити Парк и таму да известат и да сведочат за тоа што виделе на теренот.